Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Никола Србов, ова е емисијата Вертикала. Токму од овој момент почнуваме со нова емисија на Радио Слободна Македонија, на која јас сум уредник и водител на истата. Имате прилика со мене да се дружите секој вторник од 17 часот. Сите оние ставови, анализи и размислувања кои ги изнесувам на повеќе медиуми, телевизии, вестници, радија и интернет портали, ќе се обидам тука да ги сублимирам на едно место, во една емисија, и истите да бидат склопени во една поента. Што е всушност поентата на вертикала? Одејќи вертикално надоле, учејќи подлабоко од историјата, ќе можеме да се искачиме вертикално нагоре на највисоката точка. Бидејќи дрво без корен не бидува, ниту куќа без темел не бидува, така и држава без историја не бидува, но најважното, иднина без историја воопшто пак не бидува. Во тој сегмент ќе правиме анализи и паралели со минатото и сегашноста, бидејќи јас мислам дека токму во историјата лежат одговорите за нашата иднина. Што пак е со хоризонтала? Не можете да водите држава доколку не гледате во хоризонтот, и лево и десно, и напред, и назад. Морате да гледате што се случува во вашето соседство, во регионот, на континентот и во светот. Тоа е всушност хоризонталата. Со хоризонталата ќе правиме анализа и паралели со глобалните случувања и текови и со одделни политики и случувања во трети држави. Светската политика во контекст на Македонија. Сите случувања во светот, на континентот, па и во регионот, неминовно имаат импликации врз Македонија и македонското општество. Политиката во Македонија и покрај тоа што сме мала држава, како што се впрочем и сите во регионот, може да доведе до одредени импликации во соседните земји. Кога политиката во Македонија има влијание во соседните земји, тогаш имаме регионално прашање. Историски факт е дека прашањата кои произлегуваат од овој регион, од Балканскиот полуостров, можат да прераснат во континентални или светски прашања. Друг историски факт, кој е докажан многу пати низ историјата, е тоа што Македонија никогаш не увезува конфликти, туку Македонија извезува конфликти. Тоа се должи всушност на македонското прашање, кое се уште е отворено, и покрај тоа што некои мои колеги сметаат дека тоа е затворено, јас сметам дека прашањето е се уште отворено, бидејќи се уште околу Македонија се водат политики од нашите соседи и од големите светски сили. Фактот е дека конфликт во Бугарија, Грција, Србија или Албанија не би влијал врз Македонија, за и таа да се вклучи во истиот тој конфликт, но затоа конфликт во Македонија веднаш ги вклучува Србија, Бугарија, Грција и Албанија во тој конфликт. Затоа велам, имаме капацитет да извезуваме конфликти. Тоа се должи на историските апетити на нашите соседи, како што веќе споменав. И секако мора да гледаме што се случува од таа страна на океанот, од таа страна на барата, за да знаеме какви политики да водиме и кон што да ја насочуваме нашата држава. Воглавно, накратко, ова се правците во кои ќе се движи оваа емисија. Ќе правиме анализи, паралели со минатото и сегашноста, но и со светските политики. Се надевам ќе произлезат тези и идеи кои ќе допринесат за водењето на нашата држава во иднина. Од време на време во емисијата ќе имам гости кои ќе анализираат заедно со мене и ќе ги искажуваат своите ставови и гледишта за тековните случувања. Сега, после оваа кратка најава на емисијата која ќе имате прилика да ја слушате секоја недела во вторник во 17 часот на Радио Слободна Македонија, може да одиме со една кратка пауза и потоа веднаш се враќаме. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.
Добро дојавте назад во вертикала на Радио Слободна Македонија. Старите велат или кажуваат една поговорка која вели да не даде Господ да живееш во интересни времиња, или во превод, во твојот животен век да не се случуваат големи општествени турбуленции, да нема тектонски поместувања, со што ти нели би требал да живееш удобно и да живееш удобен и мирен живот. Јас како историчар морам да забележам дека живењето во вакви времиња всушност за нас привилегија, бидејќи пред очи го гледаме или учествуваме во настани кои по својот обем или тежина секако оние кои всушност ги изучуваме или истражуваме. На еден начин ова ни доаѓа на нас како вежби при нашата истрага, како што имаат вежби нели техничките науки. Оваа поговорка секако би важела за некои потривијални подрачја, како на пример што е Скандинавија, да земеме за еден пример, каде што промени во општествените прилики се случуваат на 100 или на 200 години и истите немаат некои реални големи импликации врз животот на обичниот човек. Но тука на Балканот, на ваква динамична раскрсница помеѓу две цивилизации, е сосема нешто друго. Не знам дали сте размислувале во следниот правец. Која последна генерација македонци се родила и умрела во една држава? Размислувајќи на оваа тема, јас последната генерација македонци родени и умрени во една држава ја лоцирав некаде околу 1830 година плюс минус 4-5 години. Земајќи в предвид нели просек на животен век од 70 години, оваа генерација македонци е последната која се родила во Османлиска Македонија и умрела во Османлиска Македонија. Сите генерации македонци по оваа се родени и умрени во различни држави. Ова е многу интересно и многу суштинско прашање кое треба да го размислиме и ќе преку размислувањата нели околу ова прашање ќе сватиме што треба всушност да правиме во иднина. Еви еден прост пример. Човек роден во Османлиска Македонија својот животен пат го завршува во Србија, Бугарија, Грција или Албанија, кои нели по балканските војни ја делат Македонија. Кога збориме конкретно за вардарскиот дел на Македонија, значи човек роден во Османлиска Македонија својот животен пат го завршува во кралството СХС. Човек роден во Краљевина Југославија или СХС, својот пат го завршува, да речеме, под бугарска окупација или италијанска, поточно албанска окупација, доколку својот живот го завршил за време на Втората светска војна. Или пак човек роден во кралството СХС, Краљевина Југославија, својот животен пат го завршува во Социјалистичка Федеративна република Југославија или поточно во Социјалистичка република Македонија, кога зборуваме за овие простори. Човек роден во Социјалистичка Федеративна република Југославија пак својот пат го завршува во Република Македонија како независна држава. Сите овие промени на територија на Република Македонија се случени во рок од временска дистанца од 100 години. Значи ние во период од 100 години имаме 5 промени на државното уредување или воспоставување и уривање на една или друга држава, со тоа што ќе нас испаѓа дека е ексклузивитет некој наш предок да се пофали за некој предок дека е бил роден и умрен во една иста држава. Мојата генерација е една од последните во Социјалистичка Федеративна република Југославија, која се роди во СФРЈ, а сега живее во Република Македонија. Зошто го кажувам се тоа? Првенствено јас се надевам дека мојата генерација својот животен пат ќе го заврши во Република Македонија ваква какво што ја познаваме, а не во некоја друга творба, со што нели на тој начин би смениле 3 држави, сепак мислам дека доволни се 2, родени во СФРЈ, а завршени во Република Македонија. Но најважното е во целава ситуација и во целава дилема, нашите деца кои се родени во Република Македонија за прв пат имаат шанса целиот свој живот да го живеат во една иста држава или целиот свој животен век да го изживеат, да го извозат, така да се изразам, во една иста држава, а тоа е Република Македонија. Тоа би бил триумф и ставање крај на делбите, распределбите, отцепувањето, окупациите и така натаму.
И сметам дека во ваква ситуација, во каква се наоѓа сега Република Македонија, токму за нив треба најмногу да се бориме, бидејќи постојат индици дека некои политичари во нашата држава сакаат да им го одземат ова право токму на нашите, на вашите, на моите и на нашите деца, да бидат родени во една држава, а да продолжат да живеат во сосема втора или трета држава. Да се вратам на поговорката од претходно. Навистина живееме во турбулентни времиња. Господинот председателот на опозицијската СДСМ, господинот Зоран Заев, сака нашите деца кои се родија во Република Македонија својот живот да го продолжат новој простор, ново некоја друга творба. Тоа значи одземање на нашата држава, нејзино окупирање или цепење или припојување кон некоја соседна држава или можеби некоја сосема нова држава, новидна држава како што го имаме примерот со Косово. Наша задача е, како што веќе спомнав, ваково сценарио да не дозволиме да се случува и да страдаат нашите најмили или нашите деца. Господинот Зоран Заев, пред им го ускрати правото на нашите деца да живеат во Република Македонија, решил прво да им го одземе правото да се нарекуваат македонци. Деновиве актуелна платформата која се состави во Тирана, во соседна Република Албанија, и која Заев се нафати да ја имплементира во Република Македонија. Оваа платформа мислам дека е финалето на битката која започна во 1993 година околу македонското прашање, бидејќи при распадот на Југославија големите светски сили, а и нашите соседи не веруваат дека ќе дојде до создавање на независна македонска држава, откако го увидоа тоа и откако создавањето на македонска држава стана реалност и факт. Во 1993 година ја започна битката за оваа држава буквално да исчезне. Во неколку наврати повеќе пати е кажувана генезата на настаните, но сметам дека во оваа прва емисија на самиот почеток накратко треба да ги кажам, да ја представам генезата на настаните, како всушност се водеше борбата за исчезнување на Република Македонија. Во 1993 година беше променето името на државата за употреба во Обединетите нации, бидејќи тогашното раководство на Република Македонија не убедуваше дека доколку во тој момент не влеземе во Организацијата на Обединетите нации, дека државата буквално ќе биде збришана од лицето на планетата. Во 1995 година истите тие власти го променија знамето на Република Македонија и тоа го направија веднаш, поточно 2 дена по атентатот, обидот за убиство на нашиот председател Киро Глигоров. Во 2000 година за прв пат беше целосно пробиен безбедносниот систем на Република Македонија со аферата така наречена Големо уво, во која истите тие власти кои во тој момент беа во опозиција со своите инсталации во безбедносните структури на државата успеа да го пробијат системот и да извршат масовно прислушување на политичари, новинари и видни личности во нашето општество и истите подосна да бидат обвинувани, уценувани, а крајната цел беше македонската јавност едноставно да се забавува со нешто што воопшто не е од нејзина корист. Веднаш по аферата во 2001 година Македонија беше нападната воено со цел да се отцепа територии од државата. Кога воениот план очигледно не им успеа, се потпиша така наречениот ранковен договор, кој ја анулираше буквално Асломска Македонија и државата стана куќа без стопан. Во 2002 година имавме фалсификуван попис. Во 2004 година имавме територијална распределба со цел на вештачки начин да се обезбеди имплементација на рамковниот договор и со што де факто се исцрта границите за поделба на Република Македонија. За жал, мора да констатираме дека во 2014 година повторно беше пробиен безбедносниот систем на државата Република Македонија од истите структури кои тоа го сторија во 2000 година, кои беа во склоп на безбедносните служби на државата и истиот удар го извршија и оваа година.
Па така денеска оваа платформа треба да го анулира и Охридскиот ранковен договор и конечно мултиетничноста да ја замениме со биетничност. Мултиетничка држава не е лесно да ја поделите, бидејќи немате многу простор за маневар, во нејзе имате повеќе идентитети, но биетничка држава и да сакате да ја задржите, нема да успеете. Земете го, например, примерот со Чехословачка, ќе ви стане се јасно. Сега предлагам да одиме со една кратка пауза за реклами, бидејќи ме уват од режија и подоцна се враќаме со нашата теза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Почитувани слушатели, повторно сме назад во Вертикала, да си ја довршиме тезата која претходно и поентата која претходно ја започнавме. Оваа платформа за која започнав да зборувам, исто како во 2001 година ни се наметнува по истата малтене по истата шема. Во 2001 година ние прво подпишавме ранковниот договор, значи подпишавме договор на слепо, а потоа правевме попис кој пак беше во служба на ранковниот договор. Или постојат индици, сериозни индици дека пописот беше во служба на ранковниот договор или дека беа фалсификувани процентите во истиот. Денеска по истата шема прво ни наметнуваат да подпишеме документ, платформа, тиранска платформа, а потоа да правиме некаков попис кој истиот по некој инерција би бил исто така во полза на овој документ или во полза на платформата. Кога велам во полза, како што кажав, мислам на штелување бројки како од 2002 година. Доколку навистина учиме од минатото и од историјата, сега не смееме да дозволиме прво да прифатиме било каков документ, а потоа да правиме попис и покрај тоа што јас лично сметам дека по таа платформа не смее воопшто ниту да се дискутира, ниту пак да се разгледуваат прашањата од соодветниот документ. Некако решение во дадената ситуација, кога условно кажано не сме во состојба да направиме попис во овој момент, би било нови парламентарни избори, на кој политичката партија која сака да ја спроведе оваа платформа, да излезе на изборите со платформата како програма пред граѓаните и во тој случај граѓаните на Република Македонија преку своето гласање да одлучат во кој правец сакаат да се движи нивната држава, дали ќе гласаат за имплементација на тиранската платформа или ќе гласаат за другата опција која нуди Македонија да остане таква каква што ја познаеме, како што ја познаваме денеска, барем во незиното општествено уредување. Една точка од оваа платформа стана актуелна деновиве, а кога искочи документот, истата беше занемарена и многу бенигно примена од страна на јавноста. Станува збор за точката во која се бара да биде прогласен геноцид врз албанците од 1912 година до 1956 година. Ајде да ја разглобиме барем оваа точка и да видиме што се крие во нејзе и што е суштината. Јас мислам дека оваа точка за албанците е најважна и најсуштинска за постигнување на нивната конечна цел која е започната уште од Презренската лига. Но морам да напоменам, токму во оваа точка се гледа дека идејата можеби не е изворна од самите албанци. Тие оваа точка ја прифатиле само како алатка достигнување на целта. Мислам дека оваа точка е есенцијалната точка за центрите на моќ кои решиле дека сега е моментот да се затвори македонското прашање. Можеби се тоа што ви го говорам ви личи на теорија на заговор, но сум спремен сега токму во овој момент да образложам и да изнесам некои факти кои ќе би оделе во прилог на ова што го тврдам. Ќе додиме со ред. Првиот период е од 1912 до 1941 година. Во овој период треба да ги осудиме ние србите за геноцид врз албанците, бидејќи во дадениот период на овие простори всушност владеат србите или Вардарска Македонија е окупирана од страна на Србија по балканските војни и поделбата на етногеографска Македонија.
Покрај тоа што на сите ни е јасно дека ова е втурнување во конфликт на македонците, а не на албанците, значи втурнување во конфликт на македонците со Србија, додека албанците би играле од страна, нели, чекајќи да дадат гол, и покрај тоа да го трнеме на страна, треба да видиме што е суштината на точката. Доколку се сложиме да признаеме геноцид врз албанците, ние македонците се ставаме во подредена положба. Во 1913 година Србија го окупира вардарскиот дел на Македонија. Истата година, со крајот на Првата Балканска војна, на Лондонската мировна конференција, Албанија е прогласена за нова држава на Балканот, е воспоставена како нова држава, и од тогаш формално постои албанската држава и албанската нација. Каде е стапицата? Српската власт вршела репресија врз целото население во вардарскиот дел на Македонија. Тука биле стационирани 12.000 српски жандарми, или пак половина од целата жандармерија со која располагало кралството Југославија. Бидејќи овој регион го гледале како критичен простор заради делувањето на внатрешната македонска револуционерна организација, што пак значи го гледале како критичен заради борбата на македонците за ослободување на својата земја и за создавање на македонска држава. Во ваква ситуација во тој момент македонците не биле признати, на пописите се попишувани како срби, што се должи пак на обидот за асимилација врз македонците. Во пописните документи наоѓаме само срби и албанци кои тогаш биле заведувани под терминот Арнаути, кој е пак турски термин кој се однесува за државата Албанија и за албанците како народ. Значи оригинално ви ги читам документите така како што се заведени. Ако првиве кои се подпишани како срби ги прогласиме за геноцидни, тогаш вторите, поточно албанците, ги правиме единствен фактор и жртва на овие простори, кои пак според документите од тој период се едва 13%. Во тој случај, ако македонецот каже дека и врз него е вршена репресија од страна на српската власт, албанците одат кон тоа на македонецот да му докажат или да му дадат до знаење дека во дадениот момент македонци всушност и не постоеле, бидејќи не биле официјално признати и ги нема на пописните тефтери. Со тоа сакаат да докажат дека само тие биле признати на овој простор, дека тие се тука староседелци и како такви само тие имаат право врз оваа земја која наводно македонците им ја окупирале, како што всушност ни кажа и ни порача во 2001 година, кога во едно од комуникејата ни кажа дека тие всушност се борат за ослободување на вековните албански огништа кои биле окупирани од страна на славомакедонците, како што не нарекуваат. Исто тоа ни го потврди и Зијадин Села во една изјава на телевизија, кој изјави дека пред 100 години всушност не постоеле македонци и со тоа ја потврдува целта кон која оди платформата предложена од Тирана. Проблемот е во тоа што тука не се прави дистинкција помеѓу народ и нација. Главниот епилог од оваа точка ќе биде докажување всушност кој е постар на овие простори. Албанците сакаат да докажат дека македонците се измислица на Тито и на Коминтерната и по аналогија на нештата, нели, измислена нација или измислен народ треба да се отстрани или буквално да исчезне. Кога на оваа точка ќе ја додадеме децентрализацијата, која ја планира Заев да ја спроведе во Македонија, ќе дојдеме до следниот заклучок. Во Македонија ќе имаме две групи. Едната се албанците, со своја матична земја и цврст идентитет, а другата се македонците, на кои идентитетот им се успорува, сега веќе и со потпушан документ, бидејќи бидеме прогласени за геноциден народ. Нивното постоење и се што они всушност представуваат ќе биде прогласени за вештачки народ, што значи тие би биле една безлична аморфна маса на овие простори. Со идејата за децентрализација и бинационална држава, албанците ќе го побараат своето право да се отцепат од оваа земја. И тоа всушност ќе го сторат. Останатиот дел од државата, каде живеат македонците, кои тогаш се веќе како што кажав, обезличени, ќе бидат плен за Србија, Бугарија и Грција, како што биле плен и во 19 век.
земјите со кои сега албанците со оваа платформа нас не втурнува во конфликт. Тогаш таа аморфна маса која се цели да се создаде од македонците, ќе треба да одлучи кон која од овие три балкански држави ќе сака да се припои и на тој начин ќе се затвори македонското прашање, како што посакуваат да се затвори големите сили уште од крајот на 19-тиот век. Ако во првиот период треба да ги прогласиме србите за геноциден народ, во вториот период од 1941 до 1944 година треба да ги прогласиме и бугарите за геноциден народ. Но со ова всушност се прогласуваме ние самите себеси за геноциден народ, бидејќи и за време на српска окупација и за време на бугарска окупација ние македонците сме попишувани како срби, односно бугари. Што значи за целиот период, а не само за периодот поасном, ние самите треба да се прогласиме за геноциден народ. Македонците, врз кој беше извршен најголемиот екзодус на овие простори, на крајот треба самите да се поништат, бидејќи очигледно е дека никој до сега не успел во тоа. На крајот играчите одлучиле да не натераат нас самите да се откажеме од самите себеси. Подоцна, како што следат периодите, последниот период всушност од тоа за прогласување на геноцид припаѓа од Асном или од 1944 година до 1956 година. Многу контрадикторно и многу интересно во овој период е тоа што во Македонија по тргнувањето на страна на промакедонската опција која произлезе од Втората светска војна или тргањето на страна ликвидацијата на Методија Андонов Ченто, претходно и на Шарло, на власт во Македонија се доаѓа Колишевски со својата екипа, со својата придружба, кои пристигнуваат од Белград. И ако некој требал албанци во Македонија, тоа е Комунистичката партија на Македонија, предводена, тој процес го предводел Александар Ранковиќ. Александар Ранковиќ интересно што е идеен творец или предок на Комунистичката партија на Македонија, која подоцна се пременува во СКМ, па во СКМ ПДП и на крајот го менува своето име во Социјалдемократски сојуз на Македонија, со која всушност денеска албанците сакаат да коалицираат и да го спроведат овој документ. Значи, Комунистичката партија на Македонија, која вршала одделни ликвидации на поедини екстремистички групи во кои спаѓаат и ВМРО-вски, а имало и албански, истата денеска треба самата себе да се осуди, што е вака малце смешно и чудно. Интересна точката од оваа платформа е исто така дека се бара албанците да бидат вклучени во преговорите со Бугарија и со Грција. Што значи, доколку ги вклучиме во некакви преговори со Бугарија, бидејќи станува збор за јазик и за идентитет, или во преговорите со Грција, каде што не се спорува нашето уставно име и преку тоа се оспорува и нашиот идентитет, тоа би довело во некаква перцепција дека од оваа страна всушност преговара некој нов идентитет кој е симбиоза од македонци и албанци. Тоа е всушност она што се цели да ни се спроведе во државата преку двојазичноста, да се создаде некаков хибрид од нас македонците, или да се создаде нов идентитет, или на крајот на криштата, како што многу пат имаме кажано во јавноста во изминатиот период, дека ние македонците треба да бидеме граѓани на Република Македонија, која во дадениот период нема да се нарекува Република Македонија, туку треба да се реши спорот со Грција и ние во тој момент би биле граѓани на некоја си држава. Понатака ќе продолжиме со некои факти и бројки, бидејќи да не испадне дека зборувам само од памет и дека представувам само некои мои тези, но пред да ги извадиме фактите и бројките, предлагам да одиме со уште една мала пауза и веднаш потоа се враќаме во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.
Уште назад почитувани во вертикала. Покрај сите тези кои ги или една-две тези нели кои ги изнесов во претходните делови од емисијата, во овој последен дел од емисијата, мислам дека ќе треба да приложиме некакви факти во контекст на целава состојба во државата, некакви бројки кои ни доаѓаат од историјата, а истите е докажано дека не туку така лесно се менуваат со текот на времето. Бидејќи денеска документот кој ни се нуди да биде прифатен од страна на македонците, тоа е Тиранската платформа, воглавно се базира на бројката на албанци која живеела на територија на Република Македонија. Па јас решив во однос на тоа да ви презентирам некои бројки од нашата историја. Значи, да земеме 1921 година, кога на власт во Македонија Вардарска Македонија е под српска окупација. Во овој попис пишува дека во Јужна Србија има вкупно население од 1.476.747 жители, од кои срби, поточно македонци и срби македонци, бидејќи станува збор за поголем регион, се 60%, албанци се 28%, додека турци се 10%. Но има нешто многу важно да се нагласи во овие бројки. Во Јужна Србија под Јужна Србија се подразбираат регионите на цела Вардарска Македонија, Косово, Метохија, Звечан, Рачка, Пријеполе и така натаму, што значи поголемиот процент на најголемиот процент на албанско население се наоѓа токму во на Косово и Метохија. Додека бројките конкретно за Вардарска Македонија, зашто и денеска станува збор за нашата држава, според анализите од 1921 година, правени преку мајчиниот јазик кој се говори во својот дом, во Вардарска Македонија македонци имаме 67,6%, албанци имаме 13%, турци имаме 14%, кои се втори после македонците, срби имаме 0,8% и роми имаме 1,5%. За истата година, во 1921 година, при анализите и евиденцијата која е правена во градот Скопје, властите заклучиле дека во градот Скопје македонци има 21.551 македонец, турци има 13.980, додека албанци на територија на Скопје во 1921 година имало 862. Историјата ни говори дека демографски промени не се случуваат така нагло како што некој си замислува за толку краток период да има падови и искачувања на една или друга етничка заедница. При тоа треба да имаме на ум дека сериозни демографски промени може да се случат само во ситуација на големи војни на одредена територија, на големо протерување или на големи ликвидации или, како што сакаат да кажат албанците, геноциди. Со оглед на тоа што го земав најраниот период кога е направен попис на оваа територија, гледаме дека уште од тој период албанците биле под 13%, што значи не се должи на никаков геноцид кој бил извршен врз нив, како што сакаа да кажат, и дека денеска токму на тоа се должи нивната денешна бројка во Република Македонија. Еве, например, да земеме 1926 година во градот Скопје. Вкупно население 69.269, од кои македонци 42.072, турци 24.480, албанци 1.790, грци 369, романци 15 и други 550 жители. Значи можеме да видиме дека во градот Скопје во 1926 година имало 1790 албанци. Зошто велам дека не постои екзодус или некаква нагла промена на бројките на етничките заедници во Република Македонија? Едноставно, тогашните власти правеле анализа на секоја година како се движи населението, како се движи, значи како што денеска го имаме Заводот за статистика кој за секоја година детално прави анализа.
Во тие анализи, почнувајќи од 1913 година, за градот Скопје се вели дека 13 година во градот живееле 47.384 жители. Во 1919 година во Скопје живееле 51.738 жители. 1920 година 54.000, 1921 58.000, 1922 60.000 и така натаму, што значи оваа статистика ни кажува дека градот Скопје и Вардарска Македонија биле во подем. Населението се зголемувало, растела и трговијата, а немало иселување или екзодуси, поточно геноциди, како што сакаат да прикажат нашите сограѓани од албанска етничка припадност. Што значи, накратко кажано, во моменти кога територијата одела напред, населението било во пораст, бројките или процентите останале исти. Мислам дека ова ќе биде доволно за денешната емисија, каде што имавме неколку тези и неколку конкретни факти и бројки изнесени. За наредната емисија се надевам дека ќе успеам да ви донесам двајца интересни гости на една многу интересна тема која е актуелна во последниот период. Сега, почитувани слушатели, да ги исполниме обврските кон ЗАМП, Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов, датум на емитување 7 март 2017 година. Поздрав и се слушаме. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.